Многу сме разборени, да кажеме тамо да се стишат, а тука да се појачаме. Следува новиот оброк на денот со Вероника Минов, нашата нутриционистка, која што неодамна си ја откривме и мислам дека добро ни парираш и ти со енергијата и ние тебе со енергијата. Да, така е. Добре ни дојдеа питочки. Добро ве најдов. Добро утро на гледачите на Телба. Ви благодарам повторно што ме поканивте. Да. Ќе ви биде интересно и ова денешно дружење. Како ми ја нарече вчера, пролетна, посна? Посна протеинска салата, оброк. Така добро. Што се имаме од намирници да им презентираме на гледачите, иако ќе биде секако рецептот испишан и на ТВ екраните, пак имате можност, се разбира, да си ги запишете сите потребни намирници. Има многу. Само да доловам дека многу убаво изгледа, колоритно, во многу убави бои доминираат. За вкусот исто така не се сомневам дека ќе биде одличен, но еве Вероника да ви презентира што се ви е потребно од намирници. Да, решив денеска, што првиот пат кога бев присутна тука, беше почетокот на Великденскиот пост и јас направив еден мрсен, така кажано, оброк, бидејќи беше мој традиционален овошен оброк, кој што стално беше приказна. Да, приказна и сега решив да направам посен оброк, но протеински. Затоа што нели во време на постите се трга намирниците од животинско потекло, кои што се најбогати со протеини и многу често луѓето знаат да јадат само јаглехидрати. А јаглехидратите сами по себе не ни даваат еден ситост или една енергија после оброкот и многу често се случува луѓето кои што постат да се гладни побрзо после оброкот, да не се сити и да посегнуваат по храна, токму затоа што јадат многу јаглехидрати, немаат протеини во исхраната. Но ова може да се избегне доколку знаат кои намирници кои што се растителни јаглехидрати содржат истовремено и протеини. И јас денеска оброкот што ќе го направам содржи многу, околу 25 грама на протеини. Човекот треба да зима протеини околу 0,8 до 1 грам по килограм на протеини на ден. Па, например, ако е 80 килограми човек, треба да зима прилика 80 грама на протеини, доколку нели е физички активен, тоа се зголемува. Но тоа е за секој така. И сега, на време на постите, тоа многу тешко е, бидејќи нели немаме од животинско потекло и затоа треба да знаеме кои намирници да ги вметнеме. Сите знаеме мешунките, нели, граф, но киноата е житарка која што содржи истовремено и протеини, е комплетен протеин. Тоа значи ги содржи сите 9 од 20 аминокиселини. И затоа е јаглехидрат, но и протеин. Свесни се луѓето за тоа? Не знам. Мислам дека не. Што вели твоето искуство? Не знаат дека истовремено и комплетен протеин. Но тука и амарантот, и хелидата, и тофуто. И затоа јас денеска имам и киноа, и тофу, и мешунки. Може да си преминеме. Јас ги овие треба да ги. Добро, не сме ги заборавиле, тука ни се. Можеме да си почнеме еве и со подготовка. Јас те прашав за киноата затоа што имам чувство барем преку овие оброци на денот кои што ние ги реализираме секојдневно, дека многу помалку се користи, слободно работи си, дека многу помалку се користи, а треба да е сосема обратно. И ние преку овие емисии се обидуваме на гледачите да им дадеме до знаење дека многу малку треба во таа промена што би ја направиле во поглед на едукација и исхрана. Да, дека треба, дека може за време на постите е многу битно. Исто така и кај вегетаријанците, бидејќи тие нели не користат од животинско потекло, они треба да знаат како да ги комбинираат оброците за да ги внесат овие протеини, а 40 дена на пост е доста долг период и така да ако знаат кои намирници се истовремено јаглехидрати и протеини, можат да го збогатат тој внес на протеини, а протеините се градбени единици на сите наши клетки и се многу битни за здравјето. Хормоните се протеини, ензимите се протеини. Да, за да може правилно да функционираме. Да. Вероника, дали постиш ти? Не знам дали те прашав и минатиот пат. Тоа беше пред почетокот на постот, мислам? Не сум постала така 40 дена, знам од време на време да постам, но глобално мојата исхрана е повеќе на растителна. Така, јас сакам, јадам месо, и јадам јајца, дека начинот на живот е како поголем дел од годината да си на пост. Бидејќи од кога почнав да учам, сватив колку е битна растителната исхрана, но така ја зголемувам. Така, повеќе метнувам овата исхрана. Одлично. Ајде да преминеме на подготовка, или во интерес на времето, што ти треба, кажи ми? Во овие не ги направив, ми треба... Не е проблем, значи ти работи се, тамо имаме пченка и имаме црвен граф. Тука имаме марула, киноата веќе ја видовте. Ова што го гледате во тегличката, може ли
колегите да ни го снимат. Тоа е Нешто што во последно време го среќавам по социјални мрежи, го фалат луѓето многу, јас не сум го пробала, за киселен кромит. Што сами можете да си го правите. Тоа се прави со однос 1:1. Добро. Обично нели е овој црвениот кромит и јас го справам со алкохолен, така повкусен ми е, може и со вински, со јаболков оцет. 1 чаша вода, 1 чаша оцет и шеќер. И колку шеќер? Една лажица, цела полна ваква и се прави и стои после 1-2 дена и потоа е многу вкусен. Дури не се чувствува дека е кромит кога јадеш како кисели крставички. Како кисели крставички врз лепче убаво, на пример да ставите хумус или некој намаз и обичам, мислам, бел кромит или црвен кромит? Црвен кромит. Црвен? Да, има разлика? Ја нема да има вака калоритност и ваква, има разлика во кромидите затоа што Ама дали на крајот во вкусот ќе има разлика или не сум пробала со бел кромит, затоа што јас овој го знам и така. И тој си го практикуваш. Да, така. Добро. Сега ќе го ставиме само да ја ставам овдека. Ајде. Тука го имаме црвениот граф. Да. И во оваа прекрасна здела ќе ја правиме салатата. Треба да која што споменав е многу колоритна. Не го исцедивме ова јас, ано еве. Што ти треба од мене, кажи ми? Ништо, еве го ставив, само еве вака. Прво марулата. Јас, знаете, практикувам многу да е увиножито. Моите оброци се стално така, калоритни. Тоа има причини, прошлиот пат го напоменав, бидејќи лажичка, да. Да, бидејќи е докажано дека луѓето кои што јадат повеќе намирници во текот на во месецот или во една недела над 30 намирници имаат подобар здрав микробиом, нели? Ајде со вилушка. Да. Сега лажичка. А и секогаш велиме дека привлекува, така? Да, привлекува, ама и повкусно е. Оброкот да не привлече со очи. Да. Добро. Се ставаат еве сите овие намирници. Добро. Тука имаме црвена и жолта пиперка, како бабури ги има тие. Добро. Сите овие. Значи што поразнобојно. Има ли можност нашите камермани малку ода згоре, затоа што не е поземно? Да. Стави и тоа, па ќе видиме, затоа што е многу колоритно и веа свака ќе го. Да. И јас стално моите оброци, значи ова е комплетен оброк, бидејќи го содржи и протеини, и сложени јаглехидрати, има и масти. Значи мастите се авокадото има мононезаситени масни киселини, исто така и оревчињата. Значи има и магданос. Добро. За повеќе фитонутриенти, минерали, витамини, омега-3 масни киселини. Тоа ни се оревите. Да. Јас практикувам нели семиња и многу јаткасти во моите оброци. Ама тоа и треба да биде навика на луѓето, мислам дека. Да, за да месуваат масти. Да. И сега е сосот, од кој што е од тофу. Добро, ајде да го подготвиме. Ќе го правиме со нутрибулет. Да, во него ставаме? Да, имаме прво маслиново ќе ставиме. Еве тука уште ставаме, додаваме мононезаситени. Си ја практикуваш, Вероника, често оваа салата? Да, јас и на мојот профил и на моите клиенти многу им давам калоритност и вакви салати. Може да се експериментира со намирниците. Многу. Како не, апсолутно. Да. Ставаме јаболков оцет. Да, јаболков оцет. Ово кој малце на лажичка треба. Добро. Без лукче ништо. Јас така викам затоа што се сложувам. Да. Ние сме во твојата екипа. Сосовите. Јас долго време живеев во Америка и многу во Америка се практикуваат сосови врз салатите и стално ги гледав од што се создадени, значи составени и сите имаат лук внатре. И тоа му дава, уствари сватив потоа дека дава еден посебен шмек, но исто така за да се даде еден баланс во сосовите, да не бидат кисели. Се става или мед или јаворов сор. Ме разбирате да не е кисел. Баш да се избалансира вкусот. Тоа е, мислам, дека правиот збор. Овие сувите домати ќе ги ставиме внатре. Во сосот или тука од отвора? Не, во сосот. Во сосот. Тие се димени сушени домати. Прво сакав со една сушена пиперка како чипотле се вика, за да таков сос направам, чипотле сос е познат, али не може да најдам, пак ги одлучив се овие. Овака е помедитеранска. Да беше со чипотле, ќе беше помексиканска. Сето ова инаку може да се стави во бурито. Моите деца наместо кинео со орисе и го правам како бурито. Како бурито. Да. Супер.
Еве ги ставаме тофуто. Тофу ставаме. Другото лукче ќе го ставиме или не мора? Појако ќе биде, може да се стави, но еве и овие што се сушените домати, исто и тие даваат еден екстра медитерански шмек. вкус, да. И обавезно јас ставам зачини. Овдека има мајчина душица и босилек. И тука има многу студии, тие се имаат антимикробно дејство, имаат и многу фитонутрини, полифеноли и се многу битни за нашиот микробиом. И треба да практикуваат што повеќе да ставаат овакви зачини. Природни зачини, значи не како вегета или така нормално. Мислам дека работите околу вегета се веќе одамна променети. И таа обавезно, така му дава еден поинтересен вкус. Чекайте. Добро. Тоа е тоа и сега преминуваме кон блендирање. Заборавив и малку водичката. А сол? Тука не додаваме сол? Да. Солот и ќе ги заборавив киселите. Тоа јас ке ама ја мислев како претходно што спомена, вообичаено ги ставаат од озгора. Да, од озгора па сосот. Ама ова ќе биде во сосот. Да, само од каде имате ножа, јас за да можам да го отворам ова. Добро, тука. Вакуумирано е. Да, не знаев дека така се. Ја вчера ги отворив, ама ете пак се. Добро, нове споменавме се твое производство. Да, јас ги правам дома и ги користам често. Еве сега можност да ги пробам затоа што тука се ставаат. Јас тоа не знаев за каде ти е замислата. Видете каква боја убава добива се. А и мирисот. Интересно, баш се радувам дека ќе пробам за киселен кромит. Еве да видите колку убаво изгледа. Сега Вероника ќе ни го направи и сосот. И бидејќи толку сме и со времето, ќе биде идеално. Мислам дека уклучен е блендерот. Добро. Доколку, например, не е се уште густ сосот, малку вода или маслиново? Не, водичка, или ставивме маслиново, сепак маслиновото, зејтинот е здрав, но содржи многу калории. Една лажичка има околу 120 калории. Да не претеруваме. Па да не, и со вода обично, и така и сосовите. Вероника, велиш, си живеела и во Америка и веројатно, бидејќи тоа е земја на многу можности, претпоставам и во поглед на храната присутни се многу кујни. Да, таму и си пробала многу работи. Има ли нешто вака што посебно азиската храна. Како вкус и како кујна незаборавно? Азиската храна. Да, многу интересни вкусови има и мешаат, например, и благо исто, знаат, и ми се свиѓаат и сојата, и танот, сусамот, и пример прават салати, оваа салата може да се направи со друг сос, со путер од кикирики. Многу е вкусно. Добро. Ќе имаме можности за многу други средби и за дегустирање на многу нови вкусови. И овој дресинг или намаз, како да го наречам за салатата, е интересен затоа што е со тофу. Да, и дополнително протеини да се внесат. Значи, како што кажав, како вака ја направат, се околу 25 грама на протеини имаат, што е сосема доволно за еден оброк. Нели, другите оброци, тамам ќе се дојде до негде 80 грама, ако знаат правилно да ги комбинират. Да. А ти си тука за да им помогнеш на оние кои што можеби се нови во тој процес или сакаат да започнат со некакви промени во поглед на исхраната. Јас ти благодарам што утрово ни ја направи оваа фантастична, навистина се радувам што забрзо ќе пробам салата, посна киноа салата со акцент на протеинот кој што го има во истата, кој што задолжително треба нели на дневно ниво, спомена и Вероника, во која форма зависно од килограмите и така натака да се внесува. Колоритноста ме фасцинира, едве чекам да ја конзумирам. Јас се надевам дека и на гледачите им дадовме одличен предлог за тоа што можат да си подготват или да си променат нели малку во секојдневната исхрана, особено па ако и овој период постите со оглед на тоа што се уште се актуелни великденските пости. Вероника, ти благодарам. Ви благодарам на поканата. Се надевам ќе се дружиме повторно. Уживавме и ние, а ќе уживаме дополнително и во вкусот на оваа превкусна, верувам дека е превкусна салата.